Кој стои за ширењето на пропаганда, летоци и ботови што шират лажни вести поврзани со Бугарија? Цела пратеничка група на бугарската партија Преродба, односно Вазраждане, е осудена и протерана од Македонија за прекршок нелегално поминување на државната граница, открива КОТ. Меѓу осудените е и лидерот на партијата Костадин Костадинов, кој многу често од пратеничката говорница во Софија изразува негаторски и радикални ставови за Македонија и македонскиот народ. Беа судени во отсуство откако се фалија дека дошле од Грција на врвот Кајмакчалан, за да прослават годишнина на битка од Првата светска војна. Не само бугарски политичари и државјани, туку има и случаи кога и македонски граѓани се фатени и осомничени за дела со ширење на омраза. Таков беше и последниот случај кога обвинителството отвори предмет, бидејќи 30 годишен скопјанец преку Facebook ширел содржини кои предизвикуваат национална и етничка дискриминација, со што поттикнувал омраза кон македонската држава и идентитет. Утврдено е дека има врски со веќе протераниот Виктор Стојанов. Агенцијата за национална безбедност пак соопшти дека скопјанецот и протераниот Стојанов заедно со други лица преку бот мрежа на информативни портали спроведува пропагандни активности со цел поттикнување омраза, нетрпеливост и насилство помеѓу македонските и бугарските граѓани во двете земји. Миомир Серафиновиќ со повеќе детали на оваа тема. Прокси актер е лице, група или ентитет, кој што делува во интерес на друга држава и спротивно на интересите на државата каде што ги врши тие активности. Терминот се почесто се употребува во воената и безбедносната терминологија. Прокси се труди да ја оствари целта без да се поврзе со нарачателот или иницијаторот на неговите дејствија. Се почесто тие активности се вршат преку интернет и социјалните мрежи. Терминот го употреби и тајната служба АНБ. Преку социјалната мрежа Facebook на страната Историски податоци за Македонија споделувале содржини кои предизвикуваат национална и етничка дискриминација. Наведените активности биле поттикнати во координација и по насока на бугарски државјанин, кој подолг период на социјалните мрежи и преку бот мрежа на информативни портали спроведува пропагандни активности со цел поттикнување омраза, нетрпеливост и насилство помеѓу македонските и бугарските граѓани во двете земји од позиција на недржавен прокси актер во функција на хибридно поткопување на стратешките евроинтегративни процеси на Македонија и загрозување на европската безбедност. Осомничен за делото е 30 годишен скопјанец, а спомнатиот бугарски државјанин е Виктор Стојанов, кој веќе има неколку години забрана за влез во Македонија. Често споделува навредливи и негаторски коментари на социјалните мрежи за македонците и за државата. Првиот скопјанецот е уапсен во Македонија меѓу двата изборни круга. Имал испечатени флаери кои сакал да ги дели. Флаерите и нивната содржина ги објави Стојанов на Facebook профил кој се вика Фондација Македонија и продолжи со коментари во кои тврди дека тој не предизвикува омраза, туку ќе го спречи Скопје да го прави тоа. Веднаш потоа следува нова навреда, дека Република Северна Македонија не е само на северно македонците. Агенцијата за национална безбедност за прв пат спомнува недржавен прокси актер, па според дефиницијата на прокси, Виктор Стојанов всушност ги прави своите активности не во интерес на родната земја, туку на некој друг. А најмногу интерес за прокси активности во Македонија, кои би ја дестабилизирале состојбата во државата, но и би ги влошиле односите меѓу двете соседни земји членки на НАТО, има Русија, односно руски представници. Сето тоа што го прави Стојанов и фундацијата која се вика в Македонија, всушност оди на штета на Македонија. А активностите се совпаѓаат со стратешките интереси на така наречениот руски свет, односно представниците на Русија. Во игра се вовлекува и економската експлоатација на посиромашни слоеви и граѓани во Македонија, кои за пари често прават такви активности кои се спротивни и на интересите на државата, но и на источниот сосед, бидејќи дополнително се разделуваат граѓаните кои живеат од двете страни на границата. Пресметката и целта се јасни. Ако да успеа да потврди дека за Стојанов има уште една кривична пријава, за која е формиран предмет во Кумановското обвинителство. Стојанов е осомничен за загрозување на сигурноста на вработен во државна институција во Македонија, бидејќи како државен службеник, согласно законите,
и поради неприфатливото име не го регистрирал Бугарското здружение во Куманово. Службеникот во 2022 го потпишал решението за одбиена регистрација, пошто Стоенов и група негови истомисленици почнале со навреди и со закани по живот за службеникот. Пораките дека ќе го убијат и него и неговото семејство биле испраќани преку Facebook Messenger, пошто оштетениот државен службеник го пријавил случајот во полиција. Во истрагата се преземени заканувачките пораки и е открие идентитетот на 9 Facebook заканувачи кои ги организирал и навел на активности осомничениот Виктор Стојанов. Неговите реакции по соопштенијата на АНБ и на обвинителството беа силни и со ист навредлив тон, но истрагата за случајот со 30-годишниот скопјанец продолжува и се проверуваат содржините на неговиот телефон кој е запленет при апсењето. Се проверува и анализира содржината на комуникациите, колку и зашто комуницирал со Стојанов, но и податоци за трансфер и трансакции на пари за активности во Македонија. Стојанов не е единствен. Слични идеи споделуваат и јавно, па дури на парламентарна говорница, представници на Бугарската партија Преродба, односно на бугарски јазик Вазраждане. Партијата ја води Костадин Костадинов, кој често пати на јавна сцена негира се што е македонско, од јазик и идентитет до држава, и не крие дека е проруски ориентиран. Дури на бугарската политичка сцена го заработи прекарот по најситната руска валута – копејки. Анти-ЕУ и анти-НАТО, Костадинов на својот профил на Facebook често објавува навредливи коментари за функционерите во Брисел. Типичен пример е неговото навредливо поигрување со името на председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Но неговите активности на терени на Facebook му донесоа и пресуда од суд во Македонија и го прогласија за виновен за преминување на државната граница надвор од легален премин. Лани во јуни тој се пофали дека стигнал на Камакчалан во Македонија, пред црквата Свети Петар, ама заедно со групата не ја преминал државната граница. Бугарскиот политичар со проруски прекар Копејкин преку трета земја членка на НАТО Грција и легално влегол во Македонија и се пофали со нов негаторски коментар. Но за другите изјави и ширење антимакедонска омраза, политичарите не се прогласени за руски прокси, актери на македонско тло, за разлика од нивниот колега по протерување Виктор Стојанов.